започнува телевизискиот проект која ќе зацвони Еурека. Проект создаден од членовите на Школата за новинарско и креативно пишување Тоде Петревски, која работи во рамките на Центарот за изучување странски јазици Лингва од Битола. Програмската насоченост на оваа школа е да се изучуваат новинарските жанрови и кон пишувањето да се пристапи како кон креативен чин, кој во суштина ќе ги поврзе двете каприциозни убавини – публицистиката и литературата. Целта на работата на школата е да актуализира одредени прашања што се од јавен интерес и ги засегаат сите возрастни групи, а најмногу средношколците. Како резултат на креативните работилници е овој телевизиски проект во продукција на Тера телевизија. Проширувајќи ги круговите на своите можности, бродот на публиката ги развива сите постапки на незината антиномична символичност, на манифестните манифестации, циркуски шатри, фестивали и одбирање таленти. Тоа патување е авантура. Бродарот ги чува опасностите од луѓите на светот. Гркот зорба, не смее да свири на синтра. Тоа е непореклива идентификација со патриотизмот. Не смее да се гледаат македонските црнила од чашуле. Не е се толку црно, иако е актуелно. Има публика во театар и има публика за театар. Минатото го довикува сегашното време. Нов редослед на историјата, се мери со звезден метар. Не знаеме чија е новата звезда. Ирационалноста не подлежи на законот на логиката, но тоа е толку логично, како духовно или материјално припадништво. Неограничената моќ на глупоста е јазикот на новата публика. Старата е оспорена, таа мери други мерки, новата е сведена на лузните на мигот. Да се знае и не мора, да се биде е добро. Да се има конкретни мотивации за собственото промовирање е судбина и гол за уметноста. Заштитен ред за напластениот нанос на малограѓанскиот дух. Самите поводи се само поводи. Да се биде во врвицата на суетата. Највисок континуитет на современото време, низвидени и смешни шаблони, неавтентични, а наши. Од општото ниво на незнаењето се стеснува доживувањето на уметноста на индивидуалното ниво, како панаѓур на суетата, широк и многу понедефиниран простор. И така ти видам сузе, си видов едно костумче, многу по 11.000 го платив. Што да премори сузе во литата го спаѓам. Да, утре се кажав на масажа, па ќе одам да ме нашминкат, на фризурче, ексик-цилден ќе се растрчвам. Сузета е до мене, ќе ти дајав карта, ама на мажот ми само 2 му дадо и сега... Јас дека знам, што представа е битно премиера е нешто. Да, би јас то велам битно ќе ми има на телевизија. Знаеш дека не одам така несредена. Тука треба да се запрашаме. Дали е во ред големата елита да има карти за било која манифестација од културата, а оние кои навистина ги интересира да се враќаат со празни раце од билетарниците? Зошто елитата, која оди на премиери, не посетува театар или кино кога присуствуваат неелитни луѓе? Додека некој се труди да изглуми најдобро што може и да ја пренесе својата нескротлива уметност, некоја тетка од публиката воопшто не знае што се случува, бидејќи се загледала во своите лакирани ногти или во своите нови чевли. А врв е кога некој господин насред дејство ќе го уклучи мобилниот за да види колку е часот, а всушност во целата темница ќе го осветли своето лице. Е вака ја имаме културата над културите. Абе, Сузе, не можеме да ти кажеме за што беше представата, уба беше. Сега знаеш дека нај сам убаво да раскажувам, треба да видиш да ја гледаш. Знам, имаше едно дрво, двајца на сцената имаше глумци се претерваја, чекаја некој. Чекај како се викаше тој според насловот. Чекајте го да. Абе, оти гледа, знаеш дека не знам да раскажувам убаво. Иначе ти, Сузе, кажи ми што ми преш. Има? Дај кажи што страна да барам.
А Сузета не ми имаме нефатена во публиката таму. Не, ништо сега на Манаки ќе си тотерам таму и црвен тепих има и поинако е, знаеш. Добро, Сузе, ајде и јас одам сега. Ајде, чао, поздрави дома. Чао. Две другарки се упатиле да одат во кино. Купиле карти, еве ги влегуваат да го гледаат филмот. Само што почнал филмот, на едната изазвонил телефонот и таа почнала да зборува гласно и не осетила дека на другите им пречи тоа што таа гласно зборува и дека го нарушува мирот во киното. А другата другарка го извадила сончогледот од чантата и туку грицка и ги расфрла семките низ подот. Зарем ова е култура? Не, ова е општа некултура. Тие се прости девојки кои мислат дека се модерни и воспитани, па можат да прават што сакаат. Девојката што зборува на телефон не забележува дека луѓето што седат околу неја и го слушаат разговорот, а уште помалку знае дека тие не се дојдени да ги слушаат незините глупости, ами се дојдени да го гледаат филмот. А другата, она со сончогледот, не ни помислува дека ако некоја виде, веднаш ќе избркат од киното. За жал, денес нема многу културни луѓе како што имало порано. Сите се само со телефоните в раце и зборуваат за глупости. Но на никој не му текнало да седне и да прочита некоја книга, туку сите мислат што побрзо да седнат на компјутер или да го земат телефонот в рака. Па вие размислете, дали ќе одите во кино за да го нарушите мирот на луѓето кои се отидени таму да го гледаат филмот и да се опуштат, или пак ќе одите таму за и вие да се опуштите и да го гледате филмот без никој да ви го нарушува мирот и задоволство. Денес манифестациите од областа на културата се одвиваат со се помалку публика. А зошто е тоа така? Луѓето повеќе сакаат да ги гледаат непрофесионалните представи кои предизвикуваат смеа. Тие се целосно без поуки. Но што да правиме? Ние луѓето сметаме дека манифестациите од областа на културата се здодевни и кажуваат само некои здодевни работи, а дека другите манифестации се поинтересни. Но ние не размислуваме колку тие културни манифестации можат да не поучат и да ни помогнат во животот. Која би била пуката од некоја непрофесионална представа, каде што ќе кажат некоја безсмислена работа и сите ќе се смејат на неа? Секако дека има полка. После ова, може би можеле да размислиме дали е побаво да одиме на дилетантски представи и да се изнасмееме на некоја безсмислена работа или да одиме на некоја културна манифестација и да научиме нешто од областа на културата. Седиш во театар и се воодушевуваш на бавината на оваа уметност, ама во тебе сепак владе некој немир. Не сакаш да го рушиш просекот на годините на публиката, оти сепак другар, не си член на пензионерското. Без навреда за пензионерите, секој им чест за тоа што уште само тие останаа верни на културните манифестации во градот. Срам да ни е нам младите, што поважно ни е да денсаме во некој кафич, отколку да одиме во театар. Добро се, фала Богу, не велам да се преселиме со шатори во театарот, ама вреди барем од време на време да посетиме нека представа. Но за жал се јавува еден друг проблем. Ако станува збор за некој поголем културен настан, нема билети. Одиш на билетарница и господјата за чалтерот крева раменици и ти во тој момент си тотално разочаран, оти не си вработен во нека предпријатие, па да добиеш муфте билети. Во последно, најдено е решение за тој проблем. Имено, се продаваат повеќе билети отколку што има седишта. Па така, ти си приморан да седиш на скалите и да се осеќаш како да си на сред Рим, седиш на шпанските скали и гледаш премиера на представа. Шубо, па тебе ти се падна бингове. Ајде добро. Ќе ги оставиме големите настани за големите луѓе и ќе ги посетуваме помалите манифестации, кои се големи, исто како и големите манифестации, само што не се доволно експонирани во јавноста. Па така, сите ќе си живееме среќни и задоволни. Ајде внуци, грмнете ги бабите под рака и да одиме на театар. Поткај знајте, може би после тоа ќе дојдат да пиеме по една во некој кафич. Каква публика оди на манифестација од културата? Мене, ако ме прашате, искрено, не дека имаме некои огромни и значајни културни манифестации,
но оние кои ги има се добро организирани. Сепак бевме и може би уште сме град на културата. И сите тоа е во ред, но некако нашиот менталитет е чуден. Луѓето, уште пред да дознаат за што станува збор, без разлика дали тоа представа, концерт, изложба или филм, етикетираат. Судат по насловот, по местото на кое се одржува, по луѓето кои би присуствувале и не и даваат шанса на уметноста, туку се ограничуваат. Штета. Прво и основно, познати сме како луѓе кои знаат да се забавуваат, па концерти никогаш доволно, но не се сите жанрови на музика застапени. Изгледа културата ни е претворена во бизнис и во шанса за заработувачка, па мејнстрим или поп-изведувачите си редат концертче по концертче. Затоа, вие кои ги обожавате најновите хитови и најпознатите песни, уживајте, а останатите, кои слушате нешто друго, ќе си чекате на ред. Филмови представи пак слабо би рекла. Денес, поради многуте обврски, особено на младите, тие немаат време за представи. Под обврски мислам на седење на кафе, трошење време на Facebook, дотервање 3-4 сати и шо не. Но затоа пак, душата ми се полни, кога во Домот на културата влегува постара двојка, фатена подрака како на времето, во потрага по добра представа, која ќе им го пополни слободното попладне. Тие, по некој филмоман и повторно младите, оние на кои се разбираат во тематики, сценски сценарија, сценографи, продуценти, режисери, актери, филмски звезди. Тука, несомнено би го споменала фестивалот на филмската камера Браќа Манаки, кој дефинитивно има огромна улога во културниот битолски живот. Сега, друг му обед, различни политичари, уметници, медиуми, странци, нашинци, камери, рефлектори, абе шо може поблиску до Холивуд. Всушност, кога ќе размислам, и не е така пусто и штуро. Имаме и култура и настани, кои организирани од општината, кои приватни, кои од различни организации и групаци, кои со по неколку стотки собирани од сите за да се одржат. Уште луѓето да се слободат малку и да гледат надвор од кутијата, супер би било. Би имало повеќе дружење, повеќе настани, манифестации, се разбира многу поголема информираност и посетеност. Да ни живее битолата, да ни дадат тацна со ориз, зрно по зрно ќе биреме и ќе пребираме, а ако не ни дат, секој само од своите зрна фрла, колку да има, ама и вака и така, не ни чини. Битола, градот на конзулите. Битола, градот на клавирите. Битола, градот на културата. Во ова нашата Битола имаме ама баш се, освен кино. Не, и кино имаме. Ама тоа е посебно, ова нашето, значи се наоѓа во театаро, во форма на еден голем бел јорган што ја покрива сцената. Исто така имаме и амфитеатар, велат многу добра акустика имало таму. Сега се одржуваат таму многу концерти и представи, и испаѓа во Битола најдоброто место каде што можеш да следиш една таква манифестација е старо 2000 години. Ви реков, се имаме. Покрај толкав избор имаме и многу заинтересирани луѓе. Уште поќе ги има тие што не се заинтересирани. Јас лично, например, познавам 6 души што следат редовно вакви манифестации. Тоа се тројца мои другари и нивните баби. Целиот мајтар на страна, голем дел од младината не ги следи овие манифестации во Битола. Не дека во Битола нема што да се види, туку тоа што се бара не е во Битола. И после ќе види дека што степат луѓе да купат карти за концерти во Скопје, во Белград или во Софија и слично. Секоја чест на исклучоците што редовно пратат вакви манифестации во Битола, сега некои од нив пратат од интерес, од вистински интерес, некои пратат колку да се испрчат. Сега што значи тоа? Во превод значи видете го мојот нов фустан, купен од Солун, видете ги моите нови штикли, исто така од Солун, и мојата нова Луи Витон чанта, оригинал, купена од кај бугарите. Патеката пред Домот на културата е модна писта, каде луѓето се надпреваруваат кој покен ќе се покажи и кој што ќе облечи. Ама еден услов што треба обавезно да биде исполнет за Битола на ваков начин да се претвори во Холивуд е да има премиера. Премиера на шо не е битно, важно е да се биде присутен и да се биде виден. Исто така голем плюс е ако ова се дешава за време на Манаки или на Битфест. Шо поќе камери то поарно. Пак ќе повторам секоја чест на исклучоците. Откако ќе помини целиот гламур, следат постарите лица кои на вакви манифестации одат со цел да се информираат за нешто ново што се дешава во светот, или пак да видат дали ќе се покажат младите режисери и после ќе се вратат дома и 2 сати ќе ти трубат како се шокирани од тие пусти нови модерни представи
Или пак ќе дојде и ќе ти речи требаше да дојдиш, многу пропушти, нема поќе пак да го видиш ова. Зато сегаш морам да заминам, оти баба ми ме чека за на представа. Ај здраво. На земја плукате? Пред да не истепаш, види дека пукан ќе јадиме. Ај добро, си бегам. Еј, шо ми се изгуби онака на овие? Значи смачено ми е од селјаци, шо плукат сем ќептино. Леле, да ти кажам, вчера кога си помина, па бездомници беше. Спие, кажвај се кај беше. Абе кај не бе, по кафичи, по кафани, дискотеки, ресторани, абе сегде бе. А пред тоа да знаеш дека бе со баба ми на театар. Си одам јас. Почитувана публико, почитувани присутни, прво и најпрво да кажам, ние не сме како нашите противници. Гледам, продолжуваат со истите луѓе. Ние сме за дела, ќе ја смениме публиката. Време е, имаме наредба од началството да правиме дела. Не празни зборови. Артистите, сите уметници и онака си прават дела. Некогаш на улица, со зурли и тапани, некогаш на сцена, а во турските серии се главни, пијат кафе со хурем. Епа, што им преостанува? Балканот и така е мртов. Ова не е американски филм. Американскиот филм и така е на улица. Драги гледачи, објавуваме конкурс за подобна и неподобна публика. Подобната со покани на премиера, неподобната и онака ќе плати. Антички трагедии нема. Публиката е во античкиот град. Гаките на Прометеј се од злато и тоа е толку весело, гротескно. Па треба да биде тужен и еден амбасадор. Шега нема. Гаки се во прашање. Одам на концерт, вели еден донатор. И ја чекам Лепа Брена. А замислете, таму, место Лепа Брена, Лепи Цане. Вреска публиката, полудуваат шмизли и шмизловци, одбираме талент. Гласај народе за мојот талент, вели Игор Джамбазов. Немаме оревокршачки, имаме балетанки во цапари. Така се создава публиката. Од цапари па во битола наштикли. Тоа е публиката што се жртвува на своето прво патување. Ќе бидат видени, шегата на страна. Тие што навистина гледаат, тие на втората или на која била друга вечер, и онака може да гледаат само со очила. Што да им се прави? Тие ќе ги исклучат мобилните и така не може да бидат викнати на некоја маса за танц на широк сокак. Така нема ни американски филм во живо. Ете, драги мои, зошто плаче комедијата. Таа е за народот. Циркусот мора да продолжи. Сега, звездите доаѓаат последни. Господи министерки со подгазнати фустани. Тоа е ноблес. А Александар IV и Хенри III се на Виенски бал. И тоа е ноблес. Еден танц, жегу при. Да се биде или не, прашање е сега. Третото полувреме доцни, оти четвртото треба да дојде после него.
Црвениот тепих чека и на дождот со чадор. И тоа е ноблес. Лили Марлен трешти како да доаѓа германска солдатеска. Театарот на абсурдот се случува во ложите и седиштата. Тоа е придобивката. Театар во театарот. Па нели има нешто гнило во државата Данска? По чему јас да не седам во првите редови? А едни исти таму? Тоа е проблемот. Тие едни исти ќе дојдат и ќе платат билет, би седели и на подот, а овие може и да не дојдат ако не бидат видени на црвениот тепих. Штета. Ќе нема театар во театарот. Кој ли тогаш ќе се смее и ќе ракоплеска кога ќе треба да се плаче, а да се плаче кога ќе треба да се смејат. И за тоа треба знаење. Тоа е абсурдот на знаењето. Мора конкурс за подобни и неподобни. Подобните треба да вежбаат макар и бесплатно, да не јадат семки и сончоглед. Неподобните ги дале парите за билет и така не им останало за семки. Се е смислено. Проекти се тие. Ништо не е играчка. Уметност на менаџирањето на публиката, една вечер тие што идат да бидат видени, оти културата им е пред се. Сликата и прасликата имаат резонанси што ги уриваат сите простори, и на крштевање, и на кумување. Нештата во множина, збирна и обична, собираат или множат, во секој случај одземаат. Публикуме, тоа е револуција. Таа ги јаде своите деца. Цезарите се пред триумфалните порти. Коцката е фрлена. Се мина Рубикон, па и Бермудскиот триаголник.